Ако до пред крајот на 23 година во Македонија имавме 24.000 хектари на лозови насади, денеска значи имаме помалку од 17.000 хектари. Значи тоа е една сериозна бројка од 8.000 хектари, помалци површини и што резултира секако значи и со климатските промени, меѓутоа и со неодговорниот однос кон самата цена на самото грозје. И ако продолжиме вака, наредните 10 години може ќе бидеме и зависнички да увезуваме и грозје од соседните земји, што ќе биде еден голем срам за нашата држава. Овие негативни ефекти од климатските промени наложуваат денес да не размислуваме и да не подигнуваме насади онаму каде што немаме можност за наводнување и последниве години единствено се подигнуваат нови насади и се обновуваат старите само во локалитети каде што имаме можност за наводнување, односно достапна вода. Така да процентуално негде во Европа моментално над 30% од лозовите насади се со можност за наводнување и тој процент драстично се зголемува од година во година. Минатата година, која беше година каде што беа изразени климатските промени, имавме преку 110 дена на високи температури над 40 степени Целзиусови и сето тоа допринесе за намалени приноси, намален квалитет на самото грозје, што резултираше и со неразвивање на фенолошките процеси кај виновата лоза, дехидрација и сето тоа, како што кажав, на крајот од бербата, и бербата беше за 2 до 3 недели порано, што е несвојствено, и сето тоа резултираше значи со намалени приноси и неквалитетно грозје. Температурата над 35, особено температурите над 40 степени, не дозволуваат во лозата да се одвиваат нормално процесите. Едноставно не работи лозата на таа температура и мирува. Така да во поглед на квалитетот на грозјето, значи се одразуваат како резултат на овие топлотни стресови имаме повисока содржина на шеќери, многу ниска содржина на киселини, значи се доаѓа до некој дисбаланс на вкусовите квалитети. Се појавуваат неравномерно распределена количина на врнежи, значи имаме периоди кога имаме поројни дождови, па понатаму имаме долготраен сушен период и како последица на услови, значи имаме периоди кога имаме можност за интензивно појава на тие болести и штетници на кои што треба да се внимава особено. Конкретно за тоа што е интересно и во моментот што се користело, што ние имаме имплементирано во лозарство, тоа е комплетна употреба на метеоролошката платформа која што нудиме, значи инсталација на метеоролошки станици, но пред се не е само тоа едноставно да некој гледа метеоролошка прогноза. Позади метеоролошката прогноза постојат, значи, односно користење на податоците од метеоролошката прогноза може да се стават во функција на управување со болести и штетници. Тоа наоѓа голема примена.
можам да кажам вака пошироко во регионот, покрај Македонија, во Србија веќе тоа станува доста интензивно и се користи. Во Грчка, значи наоѓа доста примена, но ако директно ме прашувате дали е на она ниво како што треба да биде, не. Постои интерес, мислам дека во некој нареден догледен период од 5 до 10 години, како и за сите други технологии во Македонија, мислам дека ќе стане реалност. Друга примера на дигитални технологии во контекст на митигација, адаптација на климатските промени представува употребата на дигиталните технологии во паметната иригација, во паметното наводнување, што е особено битно и во лозарството. Значи, навремена апликација на вода, точно аплицирање на количество на вода е од особено значење за здравието на растенијето, а ако едно растение е здраво, истото ќе продуцира и оптимално плод. Подлогите влијаат нормално за намалување на стресовите од сушата предизвикани. Денес имаме подлоги кои што се поотпорни на суша, се работи и на во селекционите центри на изнаоѓање некои други нови подлоги кои што ќе бидат уште по-толерантни на суша и промена на сортиментот, односно одгледување на сорти кои што се поотпорни на овие топлотни стресови, односно нивното влијание е минимално. Прво и основно треба да се одржуваат постоечките системи за наводнување низ целата територија на државата. Ако обавезно, значи да се во изградба и инвестирање во нови системи за наводнување со цел да се спречат, значи, високите температури, инвестирање во постоечки мрежи за сасенчување, значи на секој лозови насади, и за мене исто така еден од одговорите за решавање на климатските промени е и зголемување на површините под насадите од автоктоните сорти. Како член на секторската група за грозје и вино при Министерството за земјоделство, многу пати и заедно со другите членки и винари сугериравме, значи, да субвенциите се намена, значи, во системи во изградба, пред се во постоечките системи на одржување. Ако некој ги правил и ги одржувал повеќе од 30-40 години и ги направил, а ние не можеме сега да ги одржуваме, што е една срамна работа. Државата, за жал, се уште ја нема таа стратегија за спречување и соочување со климатските промени. Како што кажав, значи, треба брз и навремен и ефикасен одговор и веднаш пристапување, значи, кон одржување на самите постоечки лозови, системи за наводнување и изградба во нови системи за наводнување. Јас би кажал, секој се водам од статистичките резултати. Пред 10 години и вкупните површини во Европа под лозови насади беа само 10% беше застапени под системи за наводнување. Меѓутоа, тие се екипира и направија своји стратегии за денеска, значи преку 35-45% од купните површини да се покриени под системи за наводнување, што не е мала бројка.